А сега одиме со една убава вест. Прво да честитаме 10 години јубилеј на ансамблот Студио Фолклор. Добро ви утро. И честито за Љупчо Маневски, само еден од членовите на Студио Фолклор. Добро утро, Слободанка. Знаеш да си одбереш убави гости секоја чест. Добро утро, ти благодарам. Искрен малку да разведриме, да Така внесеме е. топлина убавина во студиото, со оглед на тоа дека ќе зборуваме за нешто такво. Повелете. Благодарам многу, добро утро и добре ни дојде. Како што кажа Искра, како во фолклор, така и колку години во танец. Така, благодарам пред се на прекрасната најава на Искра. Благодарам за поканата да гостуваме во вашата ценета утринска емисија на ТВ Алфа. Значи, Студио Фолклор одбележува јубилеј 10 години постоење. Ќе кажам честитки и од мене. Благодарам. А јас имам и свој јубилеј, 35 години во ансамбл танец. А сега ансамбл танец и плюс ќе кажеме и тоа и ќе подсетиме 75 години јубилеј слава. Значи од 75 години јас сум 35 години во танец. 35, пола јубилеј, јас сум во танец. Значи со чест и задоволство зборам секогаш за танец и ќе зборам секогаш, бидејќи тоа е една врвна институција, еден подвижен музеј кој секогаш знае да не развесели, да не расположи, да избегаме од секојдневните проблеми, секојдневните настани, за да можеме за миг да уживаме во тие убавини. Верувам, вие сте, јас секогаш велам, и сите тоа го знаеме, нашите амбасадори, кои што ја представуваат нашата култура, нашата традиција, надвор од нашите граници. Ако зборуваме за танец, низ овие години кои што ги споменавме, каде се сме учествувале, каде се сме настапувале, навистина ќе ни е потребно долго време и долг период околу тоа да кажеме по нешто, меѓутоа ќе издвоиме, еве, барем нешто од танец, па потоа ќе се навратиме за тоа што сме и ова утро тука за 10 години и продолжуваме нели надвор од танец 10 години со ансамблот Студио Фолклор. Се сложувам, значи има многу што да се раскажува за танец, многу дешавки. Јас во некој колку спомени носите? Спомени кога ние тоа би го запишувале од почетокот, ја мислам дека било најчитана, па не би било тоа книга, тоа било енциклопедија сигурно, бидејќи има премногу убави настани, значи многу запознавања на други култури, запознавања на други луѓе, значи нашите пријатели се во голем број во сите земји, значи би рекол во светот. И каде што се сретнале со оние, каде што сме се дружиле, сме се сретнале, па тоа дружење е пренесено и кај нас во нашата држава, значи ние придонесуваме и многу странски државјани да дојдат во нашата држава за да уживаат во убавините кои ги нудиме не само во фолклорот, во музиката, него во традиционалната храна, убавините на се што ние имаме и поседуваме, да, како култура и наша традиција. Значи работиме и во тој сегмент за да странците се спаѓа тука како јајварот, покрај фолклорот, да, во прекрасните наши јадења убави. Да. Добро, меѓутоа сепак љубовта кон 35 години да си член од ансамбл танец ја пренесуваме и сакаме да ја пренесеме и на оние најмалите и на најмладите, и во тоа сме многу успешни и затоа постои 10 години еве веќе и Студио Фолклор. Ние најавуваме јубилеен концерт и како дојде до сето тоа, еве, да се оформи и Студиото Фолклор ансамблот, така кажам. Значи долги години јас сум во фолклорот, на првите почетоците работев во ансамблот Рацин во Кичево, 5 години, значи патувавме ние секој викенд за Кичево за да ги спремиме тие деца, да ги внесеме во убавините на фолклорот. Сепак ние во танец како постручни во таа област, професионално да ја внесеме таа убавина на тие деца. Потоа бев 4 години во ансамблот Никола Јонков Вапцаров. Како се постигнува сето ова што го кажам? Пред се љубовта. Љубовта, сигурно е пред се, да. Значи, кога Господ Бог давал дарба за нешто, нас ни е дал фамилиарно за фолклорот, ние сме тука вклучени сите,
една од најубавите дарби ви мојата дала. сопруга, значи која била бивша игрорка, мојот син кој свири во ансамбл танец и мојата ќерка која игра во ансамбл танец. Браво, да сте живи и здрави, тоа ние сте. сме задоени со фолклорот и го работиме тоа најдобро што го знаеме и што го сакаме и што умееме. умееме. Да ги искоментираме и овие фотографии кои што одат, ова се сигурно дел од вашите концерти од Студио Фолклор, кои што досега биле реализирани. Така, на новото наше дело, тоа е Танцот на сонцето, се работи за електронска музика со многу примеси на наши традиционални инструменти кои се внесени во таа музика. А коreografскиот дел е на мојата ќерка Стефанија Маневска, каде што исклучиво се држевме до нашите традиционални чекори, ми тоа создадовме нешто ново за оваа млада генерација, бидејќи реално тие слушаат таа музика, да ги привлечеме уште повеќе, да. Со таа електронска музика и фолклорот да направиме еден спој за да може да го засакаат фолклорот. Одлична идеја, морам да признам, да. Многу повеќе и да уживаат во таа убавина. Значи ние за овој концерт се надмиравме себе си, ќе имате можност тоа да го проследите. Значи, на овој концерт за прв пат ќе реализираме 17 коreografски постановки. Значи, 14 ќе одат фрагменти, извадени од најубавите делови, најубавите сегменти од коreografиите, а три коreografии одат целосно. Започнуваме изворно со играта Мијачка, која е на мојот колега од ансамбл танец Маријан Андоновски. Значи, за прв пат ја презентираме премиерно Мијачката коreografија. Значи, планот ми беше да почнеме како започнал фолклорот, изворно, со играње во круг, во полукруг, па како се развива во коreografии и на крај да дојдеме до Танцот на сонцето. Значи, сакавме преку нашата програма да го покажеме развојот на фолклорот низ годините. Одлична идеја. Еве ја сега за концертот, да, како што веќе споменавме, кој датум ќе се одржи, да кажеме, и каде, на кое место, сите љубители на фолклорот, а навистина не има многу. Што треба да стора за да го погледнат ова прекрасно нешто, ова наша убава култура и традиција од подготвена од фолклор. Така, концертот ќе се одржи на 20 април, сега во сабота, во 17:30 часот во Македонската опера и балет. Меѓутоа, за жал, билети уште пред 10 дена нема ни за лек. Тоа е одлично, јас да кажам. Од една страна ми е криво што не можеме, жал што не можеме да ги поканиме вашите гледачи, значи љубители на фолклорот, бидејќи навистина картите во експресно време се продадоа. Но тоа е добар показател, јас мислам, нели? Тоа имаме многу љубители на нашиот фолклор или пак еве на таков начин ја негуваме нашата традиција. Значи, апсолутно, штом во толку кус период се откупија сите карти, значи се гледа колку е заинтересираноста за овој настан, а впрочем се слушаше, имавме ние и купувачи на билети не само од нашите во ансамблот, него се јавува, бидејќи слуша, некој допира гласови дека каква програма, каков репертоар спремаме, што до сега морам да се пофалам дека никој нема спремено ваков репертоар и со задоволство ќе го презентираме за да се види дека покрај овие тешки времена каде што фолклорот за жал морам да признам ни паѓа вртоглаво надоле, ние успеаме да ги подигнеме летвичките на највисоко можно ниво. Ами сето тоа се постигнува со премногу работа, премногу љубов. Верували или не дека последниве 2-3 месеци ние имаме проби од понеделник до недела. Значи, како се успева во сето тоа покрај онаѓи во имаме големи проблеми, има многу од момците и девојките кои работат, кои имало некои вируси ќе се разболи, семени работи, имаме семени луѓе. Секи не излезе во животот, се носи секојдневието, не знаеме така е. Успеавме во овие 3 месеци да го составиме тој мозаик, фолклорен мозаик кој го спремаме, да
макотрпно да работиме, значи не е лесна програмата, исклучително захтевна и тешка програма е. Верувам. Успеавме да ги склопиме коцките и за прв пат да направиме да немаме тампон точка помеѓу хореографите, него тоа све да тече, да ја оставиме публиката во едно бунило, во едно да побарат што сега ќе се случи понатаму. Ќе бидам дел од публиката и со нетрпение ова го очекувам што го зборувате со оглед на тоа дека сум споменала. Јас бил краток период, меѓутоа и моето семејство секогаш биле по македонските ора традиции и сум била дел од играорна група, каде што во Тетово доаѓаше член од танец, исто како сега вие што си имате студио Фолклор. Но како и да сме биле дел од тоа, еве и ја знаеме нашата култура и традиција, кажавме дека со љубов навистина се може да се постигне и резултатите мора да се видливи. Љубовта кон фолклорот ја пренесуваме кон помладите генерации и помладите генерации исто така со љубов работат и затоа ќе ги видиме на сцената како сето тоа изгледа. За овој концерт сега го посветувам на првиот ансамбл и на моите ветерани. Така. Значи имаме ветеранска група и тие ќе земат учество, а добија покана и сите мои поранешни игроци кои во текот на овие 10 години продефилирале, дале голем придонес како за студио Фолклор, така и за фолклорот општо во Македонија. Значи, ете, јас не го кријам тоа дека ги поканив, бидејќи ми беше чест и задоволство, бидејќи тие се дел од оваа богата фамилија на ансамбл студио Фолклор. И се работи за една маса на луѓе од 80 до 90 луѓе кои ќе земат играорци, кои ќе земат учество, значи со се оркестарот, нека ќе видиме 100 и неколку луѓе на сцената. На сцената. Да, а тоа повторувам, само веќе пробите ги направивме сигурно на сцената, се е подготвено. Се е подготвено, а на 31 мај учество ќе земат сите помали групи, почнувајќи од втората па све до почетничката, значи тоа се уште 5 групи кои овој пат ќе бидат во публиката, да го проследат ова, да видат од погледите како и што треба за понатаму. Овие идеи чии се? Значи ние работиме дома фамилиарно. Фамилиарно, значи како што споменавме сите сме во знаеме и да се раскараме и значи секој со своите идеи сака да преовладува, со цел да биде подобро. Така. Верувате дека навистина има и тешки моменти, и лоши моменти, а има и премногу убави моменти. Меѓутоа се тоа со цел на крајот. Така. Сето тоа да биде најдоброто што треба да биде, да излезе од нашата ансамбл. Еве, ќе кажеме за жал, нели, билетите се распродадоа, меѓутоа очекуваме и нешто плюс што ќе се случува, па можеме да го најавиме, еве, уште еднаш да потсетиме за оние кои, еве, во моментот си велат, баш ми е криво или жалам што не можам да бидам дел од ова што сега го зборуваме ние на утринска, меѓутоа ќе се подготвува и за понатаму, така, не мора да е само сега за во сабота или можеби ќе има плюс уште нешто? Размислуваме, меѓутоа сега не сме во можност да го средиме, чекаме да заврши ова, а со мислите сме дека ова би го повториле уште еднашка во понатамошниот период, да го повториме за сите тие љубители кои сега нема можност да, а верујте се, бараат карти премногу, значи јас до сега навистина искрено го кажувам дека така побарувачка на билети. Што значи и вие се изненадивте? Изненадени сме, морам да признам, бидејќи обично секогаш картите ги земаат родителите, најблиските роднини на децата, помали. Баби, дедовци, мајки. А на првиот состав тие доваѓали, не им интересно. Меѓутоа сега бидејќи е јубилеј и бидејќи се спрема еден спектакл, една невидена програма, интересот е на многу високо ниво. Тоа се ќе биде забележано, па во следното гостување ќе им пренесеме на оние кои што еве нема да им бидат во можност да присуствуваат, но ние на некаков начин ќе им доловиме дел од атмосферата, ако ништо друго. И ќе возможиме со нов повторен концерт, ако помине како што треба, нема зошто да не помине, да ги задоволиме сите гледачи за да можат да дојдат и да уживаат во нашиот перформанс. Јас тука би прашала еве со оглед на тоа дека го споменавме и тој момент да се зачува нашата култура, традиција, на прво место се разбира дека е фолклорот. За сите оние кои во овој момент еве за студио Фолклор не верувам дека не знаеле, меѓутоа никогаш не можеме да бидеме сигурни за дечињата кои што сакаат да бидат дел, да партиципираат од студиото Фолклор, што треба да се стори?
Значи треба само да дојдат во нашите простории, да им направиме една мала аудиција, чисто да видиме за што станува збор. Значи ние до сега не сме се откажале од ниедно дете. Значи работиме, да кажем, аматерски, но строго професионално. Кога сме во танец 35 години, јас мислам дека тоа веќе не ни треба да го споменуваме како се работи. Мотористиката на сите деца не може да биде биде иста, секако. И затоа треба да ги селектираме. Да. Подоцна. Како проработува, па дава своји афинитети, своји квалитети и тогаш сме изненадени од тоа како некој дете што го гледаш дека ритмот не му оди поле, потоа се затоа не селектирале нели кој ќе биде прв на орото и се по селекција кој ќе учи од страна, да. Ама ете, значи сам да кажам дека не сме се откажале, освен некој што е значи тотален, иначе сина, значи не ти е местото да не се лажеме, да си барате искрено, да, искрено во ама тоа се да кажеме 1% од да се негува нашата култура и нашата традиција. Благодарам што бевте дел од утринската програма. Посакувам јубилеен концерт, верувам дека ќе биде успешен. Драго ми е што ќе бидам дел од публиката. Благодарам за билетите и се гледаме повторно за некоја друга најава, сигурно. Ви благодарам, значи со тој затоа што сте немирни, ќе кажам. Така е, со тој материјал и со оваа програма што ја сега ја спремивме, верувам дека повторно ќе не повикате за да им презентираме еден мал дел на вашите гледачи, да можете се што е убаво и наше македонско да го промовираме, сте добре дојдени. Да уживаат во овој прекрасен колорит, фолклорен колорит. Благодарам многу, искрен, ние тука и да не ве викнеме сами да си дојдете. Да. Ние рано што стануваме забораваме некои работи, така што ќе не потсетите. Тука сме, мене ми е чест и задоволство, се осеќам многу пријатно поред вакви длебави дами, значи да кажам дека има право. Следниот пат и други дами од вашиот ансамбл да видиме, тука ги видовме на фотографијата, стварно. Прекрасни се. Да. Убави наши македонки. Кај нас секогаш значи работиме и во тој поглед, значи мора да бидат најубавите, најдобрите, значи сепак одбрани. Се има критериуми, ништо не е случајно. Ништо не е случајно. Да, исто така и кај нас.